Со посебна чест и задоволство можам да кажам дека годинава Советот на општина Крушево 8 септемвриската награда ја додели на Министерството за култура на Република Македонија за особен придонес во развојот на културата и туризмот во општина Крушево. Прогласувајќи го Крушево за град на културата за 2014 година, во Крушево го донесовме однаш што во Крушево недостасуваше. Тоа беа настани содржини во сите области, од културата, од туризмот, кои беа причина да се дојде во Крушево, да се посети Крушево и да се остане во Крушево. Една навистина преубава реклама за Крушево. За 20% е зголемен бројот на туризмот во однос на истата година. Посебно радува фактот што бројот на странските туристи скоро за 36% е зголемен во однос на минатата година. Благодарение на овие културни настани збиднувања во општината. Сепак ова признание е една обврска, морам да кажам, да продолжиме и понатака, да инвестираме и вложуваме во градот Крушево. Во таа насока сакам да се заблагодарам на општината Крушево, на градоначалникот, на советниците за одлуката да се додели ова признание на Министерството за култура. Ние како и досега во иднина со заедничка соработка, значи со локалната самоуправа, со градоначалникот, со директорите на нашите институции, ќе продолжиме да реализираме што повеќе проекти се со цел да го заштитиме вредното културно наследство на Крушево, да помогнеме во еден побогат локален културен развој, се разбира една побогата културна понуда за граѓаните. Се завршува комплет процесот на обнова на музеот на Илинденското востание и Крушевската република, внатрешно интериерно уредување и дополнување на трајната музејска поставка, се врши оградување во соработка со Завод и музеј Прилеп со средства од Министерство за култура на контактно-контролната зона на споменикот Илинден, попознат како Македониум, значи во должина скоро од 1 километар, 1000 метри, се поставува ограда од метални профили, со кој што ќе се овозможи поголема контрола, дигнитет на самиот заштитен простор и нормално физичка заштита. Потоа исто оваа година, значи во соработка со Завод и музеј Прилеп се врши внатрешно уредување комплетно на галеријата, се променуваат електричните инсталации, интериерното уредување што се дава голем допринос за заштита на самата музејска поставка, особено на ликовните дела од Никола Мартиновски, кои што има навистина трпеа сериозни последици од старото осветлување.